гледачи во Утринско будење, верувам дека Утринското кафе е со вас, меѓутоа и Утринско будење е со вас за да ви информира, а и забавува. Таков е нишанот на ова наша емисија Утринско будење, а само за вас е. Момците од режија подготвија и музика, меѓутоа подолу во емисијата. Вистинско време за нашата гостинка веќе во студио, директорката на Центарот за култура Ацо Шопов, Наташа Мајска. Добро ни дојдовте, госпоѓа Мановска. Добро утро, добро ве најдов. Вие сте растрчани со работни ангажмани. Ќе позволам и за тоа што во Битола се случува, со она што вие го давате како допринос, каде со жири комисија, каде со соработка со колеги, меѓутоа да кажеме вечерва што граѓаните на Штип ги очекува во Центарот за култура Ацо Шопов. Вечерва во 19 часот на сцената, на самата сцена на Центарот за култура, ќе биде одржан концертот на млади пианисти на македонскиот подиум, кои што веќе трета година се финансирани од страна на Министерството за култура како проект од национален интерес. Ова година се разбира за 2015 година, предводени од професорот Ангеле Михајловски со неговите студенти. Значи, секоја година ти одржуваат неколку концерти, не само во Штип, туку низ цела Македонија, така што овој пат ќе имат концерти и во Струмица, ќе имат концерти и во Велес, и кај нас во Штип. Тоа се студенти од класата на професорот Ангеле Михајловски на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Сите се пианисти, се разбира, затоа што професорот е пианист. Во колку часот ќе биде? Вечерва од 19 часот вистинско уживање за љубителите на музичката уметност да погледат еден концерт заедно со нас, вработените во Центарот за култура, и со сите оние кои што ги следат активностите кои што ги има самиот Центар за култура. Убав настан, јас ќе бидам дел од тоа случување и верувам дека штипјани ќе најдат време да проследат нешто што сепак е нели висока култура, ќе речеме. Она што да. Концертот трае 45-50 минути, значи не е ова нешто што ќе треба подолго време да можете да си одземете од своето слободно време, значи навистина може да биде едно вистинско уживање. Така. Кино имаме, немаме, она што не беше кино не ни работи, па летно се прави, па мултимедијален центар, меѓутоа Центарот за култура подготвува изненадување и со филмски проекти. Зашто станува збор, кога ќе може Штипјани да видат и што ќе видат? Да, како што самите рековте, веќе подолго време се зборува дека на градот му треба кино, дека ние подолго време Штип нема кино од различни причини и така натаму, меѓутоа една компанија од Белград во соработка со скопската Синеплекс донесува филмови кои што со највисока и најнова технологија ќе ги прикажува во цела Македонија, вклучувајќи го и градот Штип. Ние сме во завршни преговори за вклучување на договор. Значи тоа нема да биде само еднаш и толку или два пати и толку. Ние се договараме да тоа биде подпишан, да договорот биде подпишан на повеќе од 2 години. Значи Центарот за култура ќе има ексклузивно право и само тој ќе има право да прикажува такви филмови. Значи ние веќе ги договоривме првите термини 29 и 30 април. Самите проекции ќе бидат прикажувани во 3 термини, значи од 16, од 18 и од 20 часот. Со најнова, како што реков, технологија, значи ќе може да се видат во 3D и филмови во 3D и нели она класично гледање на филмови. Значи јас веднаш ќе ви кажам дека за разлика од филмовите кои што можеме да ги проследиме во Синеплекс и во другите кина во Скопје, овдека билетите ќе бидат во чинење, цена на чинење билети ќе биде 150 денари и 200 денари за 3D филмовите кои што ќе може да се следат. И јас сум навистина среќна и сакам да видам како ќе се биде интересот од страна на публиката. Значи, ние од денеска ќе почнеме и плакатирање на самиот град. Малку, јас морам да кажам дека задоцнивме со рекламирањето од проста едноставна причина, затоа што колегите од кои што се фирмата која што ќе носи самата опрема, имаше неколку термини кои што ќе мораше да ги однапред договорени, така што се договоривме за овие термини, како што реков, 29 и 30 април. Јас ќе ги кажам, значи како што реков, на 29 првиот термин од 16 часот, тоа ќе биде
ќе биде филмот за деца, зошто не го изедов татко ми. Малку невообичаен интересен наслов, меѓутоа навистина со интересна тематика, малку ќе не врати темата на филмот 2000 години наназад и начинот на кој што ние сме дошле до оваа фаза до која што сме дошле, меѓутоа само толку. Втората проекција до 18 часот, најдобриот екзотичен хотел Мадригол, и третата проекција од 20 часот, Кингсмен, тајната служба. Значи исто тоа ќе биде и наредниот ден, на 30-ти, така што сите оние кои што се заинтересирани ќе можат да дојдат да си купат билети на билетарата на Центарот за култура, која што ќе работи од 10 до 14 и од 17 до 20 часот. Ете, мислам дека успеавме по долги преговори и договори да донесеме една врвна филмска продукција и една врвна филмска компанија која што гарантира и има сите авторски права за прикажување на овие филмови. Морам да кажам дека сите филмови се синхронизирани на македонски јазик, што не обврзува со Законот за авторските права на Република Македонија. Одлично. Убава можност за граѓаните на Штип. Може би ќе имаме и посетители, нели имаме студенти и од околните општини од регионот, бидејќи утрско Бугдин се гледа. Не секојдневно нешто случување, 3D проекција и верувам дека ќе биде масовно посета. Знаете што јас по првомајските празници ќе ги знам сите термини за целиот месец мај. Така. Значи фиксирани, тоа ќе биде убава можност секој да си пронајде време, простор, кога се слободни. Ова излезе адхок, првичен договор беше да почнеме по првомајските празници, но колегите рекоа со кои што сработуваме од фирмата, која што ги носи филмовите, дека имаат можност, ајде да пробаме овие 2 дена и мислам дека е добра можност. И оние кои што ќе нема да одат на првомајските празници, еве на 30 да погледнат не само еден, може и 2 филма, затоа што се во различити термини. Така. Богата агента на настани имате во овој период. Ајде да подсетиме, име ќе подсети градачите да знаат што хуманитарни концерти, представи, пак филхармонија, што следува до крајот на месецот и она што во мај месец, нели, исто така ќе биде активност на Центарот за култура. Така, како што реков, денеска имаме концерт, утре имаме редовен репертоар 19:30, одличната представа Хотел ни на небо ни на земја, за кој што интересот за билетите не престанува, а веќе се игра 6-та или 7-ма реприза, сега не ме држите точно за збор. Значи ние до крајот до почетокот на месец мај, некаде 4-5, селекторот на фестивалот, нашиот најстар фестивал Војдан Чернодрински, ќе каже и програмата, која што ова година е јубилејна, затоа што Чернодрински прави 50 години ова година од своето, тоа е најстар театарски фестивал, од своето опстојување. Така што во месец мај ќе имаме и отворење на изложба за Струмичка ликовна колонија, потоа ќе имаме хуманитарен концерт на 12-ти, кој што го организира Кут Ристодолнев, учителот кој што е матична форма во Центарот за култура, и тој ќе почне од мај со проектот кој што е одобрен од страна на Министерството за култура како проект за национален интерес, фолклорот нашето културно богатство, со концерти низ цела Република Македонија и надвор. Значи дел од средствата се од Министерство, дел од средствата се од Центарот за култура, дел од средствата се од самото културно-уметничко друштво. Тоа е проект кој што трае во текот на целата година и морам да кажам дека веќе е договорено на 14 мај во 12:30 за прв пат во нашиот град Македонска филхармонија ќе гостува со детски концерт. Одлично, богата програма. Значи тоа ќе биде концерт кој што ќе трае исто така не повеќе од 50 минути. Ние се договоривме со управата на филхармонијата да тоа биде период кога децата завршуваат со едната смена, а ќе почнат со наредната смена. Значи тој простор пауза што велам јас од час време или час и 15 минути, да концертот биде во текот на мислам денски, помеѓу двете смени. Морам да кажам дека концертот е дел од програмата на Македонска филхармонија за концерти низ Република Македонија како проект од национален интерес. Ете, Македонска филхармонија не го одбрала Штип како еден од градовите каде што ќе оди. И така што
Значи тоа се дел од средствата ги обезбедува Министерството за култура во соработка со Македонска филхармонија, со Центарот за култура. Ке морам да ви кажам дека концертот ќе биде бесплатен. Тоа е подарок од страна на Министерството за култура за град Штип преку Македонска филхармонија, така што ние како центар ќе направиме се од што е од наша страна да бидеме одлични домаќини и одлични организатори, така што јас веќе по 10 мај ќе почнам со поделба на билетите, значи на музичкото училиште, на училиштата со кои што сработуваме, каде што има музички секции, така натаму, и се разбира на дел од родители кои што доаѓаат и се љубители на музиката. И мислам дека штипљани ќе имаат навистина едно несекојдневен проект, едносно несекојдневен културен настан. Морам да ви кажам дека Македонска филхармонија доаѓа во полн состав. Тоа значи се 60 луѓе ќе имате на сцена, така што мислам дека јас дел од концертот видов на едно прикажување во Скопје. Поради обврските кои што ги имав, видов, ќе кажам, само дел од концертот, ама навистина е прекрасен, затоа што ние веќе денеска ќе добиеме темата на музичките проекции кои што, односно изведби кои што ќе бидат, така што секој кој што ќе си го донесе детето ќе може однапред да му прочита што тоа ќе проследни, ама од музичка гледна точка, значи не говорно, не танцово и така натаму. И мислам дека навистина еве јас се радувам затоа што одамна не сум присуствувала, морам да си признам, на концерт кој што е наменет за деца. Се разбира и другите настани кои што се како репертоарски представи кои што не следуваат. Јас морам да ви кажам дека ние сме веќе повеќе од, ако не повеќе од половина, ама веќе на половина сме од подготвување на нова театарска представа, која што е Малограѓанска свадба од Бертол Брехт, која што е работи вработениот сега режисер Никола Ристов со вработениот драматург Весна Куслеска, и или ќе имаме на 27 во петок мај премиера или на 3 јуни, значи пред започнувањето на Чернодрински. Веќе сме во преговори или во завршна фаза на договори со режисерот кој што треба да ја работи детската театарска представа, која што премиера ќе биде на отворањето на детскиот, сега оваа година веќе 3 театарски фестивал. Така што навистина богата репертоари и богата програма, и навистина сега е време до средината на месец јули, каде што навистина Центарот за култура има навистина многу обврски, многу работи кои што треба да се сработат или да се доработат, па да биде финализирано на крајот на месец септември и така натаму како што се кај Весна Куслеска спомнавте, таа од новиот состав на вработени во Центарот за култура Ацо Шопов доби награда. По распишаниот конкурс од страна на Министерството за култура како потик за младите автори, односно и другите автори кои што се творат во Република Македонија, се пишува драмски текстови. На мое огромно задоволство, автори кои што се конкурирани биле на тој конкурс е распишан од страна на Министерството за култура, се конкурирале 50 автори. Од тие 50 автори се избрани само тројца и помеѓу тие тројца и сега можам да кажам веќе нашата Весна Куслеска Центарот за култура доби награда за текст. Јас тој текст морам да признам дека се уште не сум го видела. И сега Весна е на едно патување викендов кога се обзнани наградата. Мислам, ние пишавме по порака, меѓутоа таа денеска веќе во 10 ќе биде во Штип. Беше во Румунија да гледа представи кои што ги имат подготвено на репертоарот тамошните театри. И така што по нејзиното враќање јас ќе го побарам тој текст и ќе видам, знам дека е комедија, и ќе видиме ако сигурно добаштом таква комисија одобрила текстот и добила наградата, ние ќе направиме една финансиска конструкција да биде прикажана прв пат да се работи како проект од национален интерес за 2016 година во Центарот за култура Ацо Шопов во Штип. Верувам дека ќе го изреализирате тоа. Малиот принц фестивал кој ја полнеше салата на Центарот на култура Ацо Шопов,
продолжува, има подготовки за тоа и кога ќе можеме, нели, да биде дел од тој спектакл пак. Така, ние сме во финализирање на гледање на самите представи кои што ги имаат театрите во Република Македонија, кои што се разбира детски. До сега можам да ви кажам дека Прилепскиот театар си ја држи таа традиција на подготвување на представи. Ти имаат одлична представа, работена од Кирил Петревски. Ајде не го кажувам сега за сега насловот. Така. Значи, ние како Центар за култура ќе имаме премиера. Кумановскиот театар некаде до 12 мај ќе излезе исто така со премиера на детска представа. И ќе бидат консултирани уште 2-3 театарски куќи, кои што веќе имаат направено театарски представи или се во подготовка на театарски представи, затоа што статутарно фестивалот има статут, како и сите, впрочем и сите фестивали во Република Македонија. Се она што е направено како детска представа, што ги задоволува основните критериуми на фестивалот, од завршување на самиот фестивал, тоа значи од 30 септември или 29 до 15 јуни влегува во процес на селекција за наредниот фестивал, така што до 15 јуни ќе се знае самата програма и после се оди кон завршните подготовки за самиот фестивал. И морам да ви кажам дека ова година на фестивалот ќе има класични представи. Значи нема да има ова година куклени представа затоа што барем една. Меѓутоа тоа го кажувам како начин на следење на детските театарски представи, затоа што имавме забелешка дека децата повеќе сакат класични представи, дека куклените им се малку заморни. Меѓутоа, јас мислев да промешаме интересни, да промешаме. Помалите деца. Така, меѓутоа сега на задоволство на децата, на мое лично задоволство, нема да имаме куклена представа како дел од представите, мислам детските. Така што ќе може да гледаат класични представи со богати сценографиите и нашата ќе биде една од таквите. И така натаму, и нашата ќе биде представа каде што ги играат минимум 12 актери, значи одамна не сме имале представа детска со толку многу актери. И така што драматизација во завршна фаза на самиот текст и некаде туку точно од 10 јуни режисерот на представата е Дејан Дамјановски, ќе почне со работење на театарската представа. Тоа е представата ќе биде работена по текст на Џани Родари, приказни по телефон, меѓутоа не оние класични приказни по телефон кои што ги имавме. Туку тоа ќе биде драматизација од неколку раскази. Значи првиот дел од представата ќе биде работен од 10 јуни некаде до кај 15 јули, да се расчисти текстот, да се научи текстот, да се дојде до фаза до излегување на сцена и потоа самите актери продолжуваат од први и премиерата ќе биде на крајот на месец септември, кога и статутарно е и самиот фестивал. Значи последната недела од месец септември, сега се уште не сум го погледнала календарот како паѓа. Меѓутоа така, значи или ќе започне 23-24 и во зависност од бројот на представите ќе трае до 27 или до 28 септември. Сега не ме држете за споротот и не сум го видела календарот. Наташа Маневска, директор на Центар за култура. Ацо Шопов, колку период бевте со тоа што нов директор ќе има, не знам дали конкуриравте, имате ли амбиции, многу пати рековте дека не сакате. Да. Давате шанса на некој да продолжи, меѓутоа се е можно, нели, човек да се премисли во последно време. Не знам како ви тоа таму работите, повторно конкуриравте ли за директор и кога ќе се знае? Значи не, јас не сум кандидат, не сум конкурирала за уште еден мандат, затоа што сметам дека 3 години како уметнички директор без 2 недели, тоа стално го кажувам како шега, во Куманово и 4 години овдека се доволни. Сега нека поработат малку како директори некои други колеги, оние кои што се имаат амбиција за такво нешто. Значи мене мандатот ми истече на 16 мај. И се надевам дека многу брзо министерката ќе назначи или веде, или ќе се распише конкурс, затоа што ние сме во фаза на изготвување, поточно ние го предадовме новиот статус според новиот закон за култура во Министерството за култура и мислам дека тоа го чека министерката, затоа што според новиот статут ќе распише конкурс за
нов директор на Центарот за култура. Јас му посакувам успешна и среќна работа. Јас само можам да кажам дека во Центарот за култура ќе почне од едно скалило, кое што дали е високо или ниско, тоа ќе си го каже само. Да, ќе си процени, ќе си одмислени. Значи сите финансиски конструкции и сите обврски кои што ги има Центарот се подмируваат месец за месец, така што ќе може многу лесно стартот. Не. Стартот ќе му биде одличен. Значи мене уште повеќе ме радува што ние како Центар за култура сме успеали сите хонорарни, договорни услуги да ги сплатуваме на време, така што се она што ќе побара како соработници од надвор, сите доаѓаат со уживање, затоа што знаат дека по тој основ и по основ на тоа дека ако ви треба сценографија нема да биде направена 5 дена пред премиера, или ако сте побарале нешто друго што ви е како побарување за реализација на некој проект, ќе ви биде достапно на време, така што мислам дека ќе биде стартот ќе биде одличен за да може да си продолжи понатаму. Му посакувам на секој што ќе дојде успех, успешна работа. Само морам да му кажам дека на секој нешто ќе дојде дека оваа работа директор да си на национална установа е пред се голема одговорност и бара многу други одрекувања за да работите течат онако како што треба. Јас не сакам да зборувам за моето работење, нека се кажуваат други. Задоволна ли сте од она што го сработивте вие лично? Да, јас сум задоволна од она што го сработив и од она што го пишуваше како програма кога аплицирав пред 4 години во Министерството за култура. Пак ќе речам, секогаш може подобро, секогаш може повеќе, меѓутоа мојот начин на работа бил таков и нели секогаш кога ќе ве стават за 4 години или за 5 или како пропишува законот, ќе мора да има промена. Значи јас уште еднаш ќе кажам, мислам дека е доволно тоа директорувањето, така да го наречам. Јас ќе се посветам на една друга професионална надоградба и работа, значи сакам малку да работам на драматизација на текстови, ќе почнам да пишувам еден текст, еден драмски текст кој што ми е веќе подолго време во глава и сакам да поработам на некои други мои доградби за да можам да аплицирам и за други работи кои што не се само мислам она што го работите заради плата. Мислам да конкурирате и за нешто друго кое што ќе се работи како дел од хонорар во разни институции, на разни проекти на европско ниво и така натаму, кое што сега тоа за жал не можам да го работам затоа што на вистина сте обврзани проектите тука да ги работите и 24 часа во текот на денот. А тука и малата Јана. Да, имате и други домашни обврски, така што не се доволни. Меѓутоа уште еднаш ќе речам со среќа на новиот директор ли веде ли како е, така што ќе има едно скалило на високо поставено, кое што ќе мора сега да го надоградува, да, точно. И јас ви посакувам многу среќа за понатамошните ваши работни ангажмани, многу успеси и верувам дека ќе ви се исполнат сите тие проекти кои ги најавивте и она што сакате да го сработите. Ви благодарам за одвоеното време за гостувањето во Ирис телевизија и секој ви очекувам повторно со новини, како од Центарот за култура, така и од она што Наташа Маневска веќе професионално ќе продолжи да работи. Ви благодарам на поканата, јас сакам да се заблагодарам за вашата соработка од страна на мене како директор и од вас како медиумска куќа. Се надевам дека за многу кратко време ќе имате друг соговорник и тоа лично го посакувам. Како представник на Центарот за култура, како представник, така, меѓутоа за професионално и за други активности кои што јас потоа ќе ги имам од професионална гледна точка. Се надевам дека на време ќе бидете информирани и јас сум секогаш подготвена за соработка. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, ова беше Наташа Маневска, директорка на Центар за култура Ацо Шопов во Штип, а ние продолжуваме со програмата. Бидете дел од утринско будење. Речиња, одиме со она што е подготвено од ваша страна.